им честитам на нашите матуранти. Еден дел од животот што го завршија. Им посакувам овие денови да не поминуваат низ она што ние 10 години поминувавме. Меѓутоа, затоа сме сите тука. Затоа сте вие, драги сограѓани, овдека и затоа протестираме. Дел од овие луѓе во оваа зграда, која што пред некој ден убаво ја офарба, се и со нас овдека и нив ги поздравувам. Пратениците кои што не сакаа повеќе да седат тамо. Еден аплауз за тие пратеници. Почитувани сограѓани, што да ви кажам денеска кога веќе се ви е јасно? Денеска Уставниот суд си донесе една одлука и ве молам, со 9 гласа, мнозинство, тоа што пред некој месец беше непоимливо, што одбија да разговараат за тоа. И денеска, како ненадлежни, со 9 гласа ги вратија господинот Трајко и екипата во ова собрание. Покажуваат демократија, покажуваат дека сакаат да го почитуваат правото, сакаат уставот да го почитуваат, а се гледа и на мали деца више им е познато каков устав, чив устав и како го почитуваат. Почитувани на Груевски. Не е проблем само Груевски сограѓани, ама тие околу него. Груевски не ја турна земјата у кал, ама тие околу него дозволуваат и државата да ни ја повлече во кал. Затоа сме тука. Ова е последниот бедем каде што нема да дозволиме да ни отиде државата во кал. Зашто? Затоа што друга немаме. Таа ни е и таа треба да ја зачуваме. За нашите деца, за нашите млади и за идните генерации. Сакам за кратко само да ве подсетам уште нешто. Бетонот кој што го ветуваше, изборите, нема оставки, нема разговори, нема пршина. Сето тоа е фрлено во вода. Од ова место сакам да му порачам. Ке бидат и оставки, ке бидат и избори, ама не овакви како што тој ги организира и сака да ги организира. Демократски, фер и регуларни избори со прочистен список. Тоа му порачуваме од овдека и најголемата порака што ја треба да му ја дадеме. Толку се гласни за таа полиција, не го поддржуваат наводниот председател. Меѓутоа, поднесена е денеска иницијатива, ќе видиме што ќе направат со истата. Тогаш ќе биде ова што го кажувате. Мафијата на робија. Тогаш